Повод за кој што сме денеска овде собрани е одржувањето на карневалската манифестација Пручка 2016. Значајно годинава е тоа што одбележуваме 15 годишен јубилеј и ние како организатори, Општина Прилеп, Оделението за култура и Сдруженијето на граѓани Прилепски мечкари сме горди на овој значаен меѓународен настан во поглед на успехот кој го постигнува истиот, во поглед на промоцијата која што е прави за нашиот град, во пошироки рамки, за целокупната атмосфера, за позитивната критика од страна на граѓаните, на Прилеп од страна на гостите и учесниците на карневалот, но најмногу сме горди на нашите најмлади учесници, кои што во иднина ќе ја продолжат оваа традиција, сочување и презентирање на нашето културно наследство. Токму и со тие најмлади ние ќе ги почнеме овие фестивалски денови, односно со отворење на изложбата на рачно изработени цртежи и маски од страна на сите основни и средни учениците на сите основни и средни училишта, кои што ќе ги представат своите креации во Центарот за култура Марко Цепенков, во ликовниот салон, а свеченото отворање ќе се случи во 12 часот во петок на 11 март. Имавме повеќе причини годинава да ја реализираме долгогодишната идеја за детски карневал, па така во сабота на 12.3 ќе биде парадата на учесници до 12 години со старт од Основното училиште Кочо Рацин, а како придружни настани на овој настан на плоштадот Методи Андонов Ченто ќе имаме куклена представа, магионичари, жонглерско, акробатска представа и други атракции, за сето тоа да заврши со една заедничка забава на пријавените маски и многу музика. Централен настан е меѓународното дефиле, кое што ќе се случи во недела со почеток во 13 часот, каде што ќе се представат бројни групни и поединечни маски од повеќе држави од Балканот, соседните држави и од повеќе места во Македонија. Очекуваме над 1500 учесници во групните маски, а досега имаме најавено групи од Србија, Хрватска, Словенија, Грција, Албанија, Бугарија и од Италија. Во 16 часот, по завршувањето на дефилето на маски, градоначалникот на Општина Прилеп ќе има свечен прием со сите делегати и со председателот на Меѓународната карневалска заедница, господинот Ван дер Крон, каде што ќе им се доделат пригодни подароци и медаљи кои што се символ на овој карневал. Во 19 часот во недела на 13.3 ги поканувам сите граѓани на Прилеп и сите гости да повелат во Центарот за култура Марко Цепенков, каде што ќе имаме една ретроспективна изложба на спомени би ја нарекла, на заеднички спомени на граѓаните, на учесниците на карневалот, сублимат на сето она што се случувало во овие 15 години. Истата изложба ќе биде представена како визуелно, како со видеоматеријал, така и со фотографии и со изложбени експонати од последниве 15 години. Карневалот ќе заврши со заедничка забава, маскенбал, кој што ќе се случи во 21 часот во хотел Липа. Оваа забава ќе биде за сите наградени маски, за сите оние кои што ќе бидат гости на карневалот и секако и за сите граѓани кои што сакаат да бидат присутни. Во понеделник, како затворење на овие неколку карневалски денови, имаме заеднички ручек на Сдруженијето Прилепски мечкари, традиционален, со посен граф во манастирот Свети Ѓорѓија. Во оваа прилика ги поканувам сите граѓани на Прилеп да го проследат овој настан, кој што е поврзан со нашиот верски празник, проштени поклади, и се разбира во духот на традицијата да си простиме. Им благодарам на сите што зедоа учество во организацијата, како волонтерите, колегите од работа, сите училишта со нивните ментори, наставници, сите институции, Центарот за култура Марко Цепенков, сите оние кои што помогнаа за оваа организација да биде на што повисоко ниво, достојна за овој јубилеј. Во оваа прилика и од моје име сакам да ги поканам сите граѓани на Република Македонија овој викенд да бидат присутни во Прилеп на 15-тото јубилејно издание на карневалот Прочка. Навистина голем ден за Македонија, посебно за Прилеп, бидејќи
Овој карневал е вековен карневал, меѓутоа организирано се слави овие 15 години, а од пред 10 години сме и официјална членка на Европската асоциација на карневалски градови. Имаме организирани маски, поединечни маски од многу држави, од Балканот и пошироко од Европа. Имаме најавено многу гости, капацитетите на хотелите, рестораните веќе се организирани, да не речам и се преполни. И сите оние кои што сакат да си поминат лудо и забавно за овој викенд, тогаш патиштата водат кон градот под Марковите кули, во Прилеп, каде што сите кафеани, сите ресторани, сите ноќни клубови ќе бидат отворени до раните утрински часови, онолку колку што е дозволено спрема работното време. Благодарени на Советот на општина Прилеп, работното време овој викенд ќе биде проширено за цели 2 часа, значи во секој ресторант, ноќен клуб и се она што може да понуди забава. Има организирано покрај на официјално дефиле забава скоро во сите овие угостителски објекти и ресторани и мислам дека единствено што треба да понесат граѓаните тоа е маска со себе и да бидат дел од овој голем карневал. Ова пејачи нешто работи. Да, исто да ги поканам и од моје име. Вечерта, значи во 21 часот започнува голема маскенболска забава во ресторанот во хотелот Сонце или по Старо Липа, каде што ќе ги забавува Сара Меј, сите присутни гости, ќе имаме гости од странство, меѓутоа и сите оние кои што сакат да дојдат да присуствуваат на забавата, влезот е слободен и можат да бидат дел од таа прекрасна забава.